Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски најави 0 комунали за градба на куќа за млади брачни парови до 29 години и изградба на нова детска градинка во Хиподром 2. Како што рече, тоа се првите два проекти кои ќе бидат дел од изборната програма за вториот мандат за кој се кандидира Стевковски. Вчера од Хиподром, како што рече, го започнале новото поглавје со караванот на идеи. Твоја идеја, заедничка иднина за Газибаба која повеќе не запира. Од срце им благодарам на жителите на Хиподром за масовната поддршка, присуството и идеите кои ги споделија со нас. Имав можност лично да слушнам одлични предлози, искрени размислувања и реални потреби. Токму тие ќе го обликуваат нашиот фокус во новата програма, порача Стевковски. Стевковски промовираше два нови проекти. Првиот се однесува на ослободување од комунали за млади брачни парови до 29 години. Со оваа мерка директно ги поддржуваме младите кои сакаат да изградат свој дом во Газибаба. Вториот проект е нова детска градинка во Хиподром 2. Со оглед на развојот на новата населба и зголемувањето на бројот на млади семејства, оваа градинка е потреба која ја слушнавме од самите жители. Обезбедуваме квалитетна грижа и воспитание за најмладите, близу до нивниот дом, истакна градоначалникот на Газибаба. И додаде дека секојдневно расте поддршката од граѓаните. Караванот на идеи го чувствува пулсот на народот. Секојдневно ни се приклучуваат луѓе од сите возрасти, етнички заедници, политички убедувања и неопределени граѓани, истакна првиот човек на Газибаба. На иницијатива од Одделението за превенција при СВР Скопје, во соработка со пензионерските друштва на територија на општина Карпош, кон средината на септември, ќе се организираат едукативни работилници на тема заштита од измами поврзани со сообраќајни незгоди. Акцијата произлезе од конкретниот заклучок на заедничката дебата меѓу градоначалникот Стефчо Јакимовски, членовите на Советот и представници од локалната заедница, која пред неколку месеци се одвиваше во рамки на локалниот совет за превенција на општина Карпош, информираат од општината преку социјалните мрежи. Како што велат во објавата, иницијативата има за цел да ја зголеми свеста на граѓаните, особено на повозрастната популација, од причина што пензионерите се едни од најзагрозените групи кои се мета на различни видови измами, особено оние што се поврзани со така наречените сообраќајни незгоди. Работилниците ќе бидат организирани во неколку групи со време трајање од 60 минути, а учесниците ќе добијат информации за најчестите методи со кои се служат измамниците. Во таа насока ќе бидат презентирани повеќе примери од реални ситуации, како и совети за препознавање на сомнителни знаци и постапки на измамниците. Досегашните несакани искуства говорат дека измамниците честопати користат лажна ситуација на несреќа или сообраќајна незгода за да манипулираат со луѓето. Најчести жртви на ваквите измами се токму постарите лица. Оваа иницијатива е важен чекор кон создавање посигурна и поотворена заедница, во која сите граѓани без разлика на нивната возраст ќе се чувствуваат сигурно, велат од локалната самоуправа. Започнуваме уште еден нов проект. Дел од плочниците покрај булеварот Видое Смилевски Батово, Ново Лисиче ќе добијат нов лик, информираше утрово градоначалникот на општина Аеродром, Дејан Митевски преку социјалните мрежи. Првиот човек на Аеродром додаде дека со оваа интервенција ќе се обезбедат 1400 метри квадратни на нови патеки, тротоари и пристапи во Ново Лисиче. Продолжува со изградба надградбата на Општинското основно училиште Ацо Шопов во Радишани, информираше градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски. Во заедничка соработка со Министерството за образование и наука ги надминавме проблемите со кои се соочивме при изведба на новата надградба на Општинското основно училиште Ацо Шопов, сподели Костовски. Градоначалникот информираше дека новиот објект ќе содржи нови 4 училници, со модерен хол, тоалети и сите други неопходни простории. Оваа надградба ќе биде уште еден символ за посветеноста на нашата општина за обезбедување на најдобри услови за нашите деца, истакна првиот човек на Бутел. Костовски најави нови проекти за Радишани кои допрва ќе се реализираат.
Кандидатот за градоначалник на Скопје од редовите на ВМРО ДПМН Орце Ѓорѓиевски најави дека изборната програма ќе се креира преку отворена платформа со идеи и предлози од граѓаните. Тој порача дека секој предлог е важен и дека токму преку заедничко учество може да се изгради европска метропола во која младите ќе гледаат иднина, семејства, сигурност, а возрастните достоинствен живот. Почитувани сограѓани, Скопје отсекогаш бил град на надежта на соништата и град на луѓе со големи срца. Денес пред нас стои предизвикот повторно да му го вратиме сјајот и достоинството што го заслужува. Тоа нема да го направи еден човек, тоа ќе го направиме заедно со вашите идеи, предлози и визии. Како човек од народот, вели Ѓорѓиевски, кој верува дека вистинската сила е токму во народот, а победничката програма ќе ја пишуваме со вас на улиците, во махалата, во секоја населба, но и преку оваа отворена платформа. Тој информираше дека изработиле специјален QR код кој директно поврзува со платформата за да народот ги напише предлог, идеите и проектите. Истиот може да се најде и во локалите и на сите фреквентни места низ главниот град. Вашата замисла може да стане дел од големата природба на Скопје. Секоја идеја е важна, секое мислење е вредно. Затоа заедно ќе изградиме град кој ќе блесне како европска метропола, истакна Ѓорѓиевски. Ова е град на сите нас, на сите кои го сакаат, го живеат и го чувствуваат, напиша актуелниот градоначалник на Кисела вода на социјалните мрежи. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расу тесни.